8 пат денеска во Скопје се одбележува Светскиот ден на бубрегот, чие мото оваа година е Стоп за акутно бубрежно оштетување. Вие го гледате најновото издание на Урбаните вести. Пуштени во употреба темелно реконструираните училишта во Сушица и Горно Коњари. Промовиран проектот за изградба на нов објект на основното училиште Григор Прличев. Кандидатите за градоначалници на скопските општини повторно активни со своите предизборни активности и ветувања. Учениците од подрачните основни училишта Братство и единство во населените места Сушица и Горно Коњари од денеска наставата ќе следат во темелно реконструирани училишта, кои денеска беа пуштени во употреба од страна на актуелниот градоначалник Борче Митевски и министерот за образование и наука Панче Кралев. Со пуштањето во употреба на темелно реконструираните подрачни основни училишта во населените места Сушица и Горно Коњари, општина Петровец го заврши проектот за целосна реконструкција на сите основни училишта кои се наоѓаат на нејзина територија. Целокупната реконструкција на училиштата чини 3 милиони денари, од кои 1,5 милиони денари се обезбедени од буџетот на општина Петровец, а останатите 1,5 милиони денари се средства од Светска банка. Општина Петровец го затвара кругот од 6 темелно реконструирани училишта. Во училиштето сменети се прозорците и надворешните врати, поставена е термичка фасада и покрив. Поставени се нови високоефикасни печки на дрвени пелети, како и нови светлосни арматури со флуоресцентни светилки. При реконструкцијата применети се мерки за енергетска ефикасност во јавни згради како дел од проектот поддржан од Министерството за економија ГЕФ проект за одржлива енергија. Во основното училиште во Горно Коњари учат 8 ученици од прво до пето оделение, додека пак во основното училиште во Сушица учат 6 ученици исто така од прво до пето оделение. Базата на ЈСП Скопје во населбата Автокоманда наскоро ќе добие нов сервис за машинско миење на автобусите. Сличен на оној во реновираната хала во Ѓорче Петров. Предпријатието објави тендер за изработка на архитектонско-урбанистички план за автобаза Автокоманда, врз основа на која ќе се набави современ сервис за миење. Во сервисот во Ѓорче веќе е овозможено надворешно миење и сушење на 25 автобуси за час, наместо доскорешното третирање на автобусите при што само едно возило се миеше и се сушеше за 20 минути. Објектот во Автокоманда беше дивоградба. Сега донесе нов урбанистички план кој дозволува наскоро и таму да се подигне модерен сервис и сервис за миење на возила. Во основното училиште Григор Прличев во населбата Железара денеска беше промовиран проектот за изградба на новиот објект. Новата зграда ќе биде од цврста градба на 3 нивоа со вкупна површина од 2024 метри квадратни и ќе биде училиште од современ и модерен карактер. Инаку капацитетот на ова училиште е над 500 ученици. Андријана Димитриевска. Денеска пред градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, министерот за финансии Зоран Ставрески, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, како и пред сите присутни, беше промовиран проектот за изградба на нов објект на основното училиште Григор Прличев во населбата Железара. Новиот објект ќе се гради на местото на третиот хол од сегашното старо училиште. Се планира да се сруши третиот хол, а за време на изградбата наставата ќе се одвива во горните 2 хола. Објектот ќе биде со цврста градба на 3 нивоа, подрум од 62 метри квадратни, приземје од 1031 метар квадратен и кат од 931 метри квадратни, со вкупна површина од 2024 метри квадратни. Статиката на објектот е подготвена да може во секое време без дополнителни интервенции да носи уште еден кат. Капацитетот на зградата е над 500 ученици. Инаку, зградата ќе биде од современ модерен карактер со сите придружни елементи и ги исполнува сите потребни стандарди кои ги бара современото образование. Навистина ми е чест што успеавме во соработка со Владата на Република Македонија да обезбедиме средства да ја заокружиме финансиската конструкција која што е потребна за изградбата на ова основно училиште. После 50 години на ова место се планира да се започне со изградба на нов објект кој што е во вредност од некаде 90 милиони денари и во него се планира да бидат сместени, односно да можат да учат околу 500 ученици. Владата со задоволство пристапи кон обезбедување на финансиски средства на барање на општината Газибаба. Обезбедивме 90 милиони денари од проектот со Светска банка за поддршка на општините и на најдобар начин покажуваме дека заедно можеме да постигнеме повеќе, односно да
направиме дела кои што помагаат за подобрување на условите за живот на граѓаните и на оние најмладите кои што во ова училиште понатака ќе можат во подобри услови, во подобри училници, во спортска сала и слично да го завршат основното образование. Инаку основното училиште Григор Прличев започна да работи во далечната 1964 година, најпрво под името Климент Охридски, со 3 паралелки, за да прерасне во осмолетка со над 700 ученици. Сегашната училишна зграда е од времен карактер барака и располага со 3380 метри квадратни училишен простор со 16 училници и 5 кабинети, а 4 административни простории, кујна со трепезарија и физкултурна сала. Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик со вкупно 308 ученика, распоредени во 16 паралелки и 1 дневен престој, за кои се ангажирани 31 вработен. Утре е последниот ден за граѓаните да ги пријават дополнителните приходи во управата за јавни приходи. Од вкупно 200.000 граѓани колку што се очекува да поднесат годишна даночна пријава до УЈП, 130.000 веќе исполниле својата обврска. Годишна даночна пријава треба да поднесе секој граѓанин кој освен плата или пензија остварил и друг дополнителен приход во текот на 2012 година. Даночната пријава може да се поднесе на шалтерите во сите даночни канцеларии од 8:30 до 16:30 часот и преку мобилните даночни шалтери. Контакт центарот на УЈП, лоциран во градскиот трговски центар во Скопје, врши прием на пријави од 9 до 20 часот. За таа цел управата за јавни приходи повторно ќе постави мобилен даночен шалтер пред зградата на општина Аеродром. Утре преку опремено комби како даночна канцеларија, граѓаните и фирмите без да го напуштат своето место на живење или седиште, имаат можност да ги добијат сите даночни услуги и информации. Поточно да ги достават сите видови даночни пријави и да ги подигнат сите документи што ги издава УЈП. Целта на оваа активност е да се овозможи достапност на услугите, како и да се зголеми ефикасноста на мобилните даночни шалтери и на тој начин да се задоволат потребите на граѓаните и правните субјекти. Изградба на пумпна станица кај булеварот Босна и Херцеговина, нов потисен цевковод до постојните резервоари и нов резервоар во вредност од околу 2,5 милиони евра се дел од најавите на кандидатот за градоначалник на град Скопје Гоце Трајановски. Неговиот против кандидатот Здружената коалиција Сојуз за еднината Јани Макрадули вети пешачка зона од старата железничка станица до старата Скопска чаршија. Елизапета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Гоце Трајановски, денеска го промовираше проектот за подобрување на водоснабдувањето во општина Шуто-Оризари. Во проектот, како што појасни Трајановски, предвидена е изградба на пумпна станица кај булеварот Босна и Херцеговина, нов потисен цевковод до постојните резервоари и нов резервоар во вредност од околу 2,5 милиони евра. Ќе се реши проблемот со водоснабдување во општина Шуто-Оризари, при што проектот ќе чини 2,5 милиони евра и ќе го финансираат градот Скопје, општина Шуто-Оризари и владата на Република Македонија, со што практично ќе се реши проблемот со водоснабдување. Предвидена е реконструкција на улицата Нов живот и на улицата Брсјачка буна во должина од 400 метри. Против кандидатот на Гоце Трајановски од редовите на Здружената коалиција Сојуз за еднината Јани Макрадули денеска истакна дека во просториите на зградата на Водовод ќе биде сместен и интеркултурниот клуб на млади, притоа нагласувајќи дека негова заложба ќе биде различноста во Скопје да се употреби во позитивни цели. Тој исто така додаде дека негова заложба ќе биде да направи пешачка зона од старата железничка станица до старата Скопска чаршија. Во рамки на зградата на Водоводот ќе биде сместен интеркултурниот дом како дел од мрежата за мултикултурно општество. Во старата Скопска чаршија организираме културна недела на заедниците кои што се дел од оваа мрежа. Пешачката зона или пешачкиот проспект што го предлагам од музеот на град Скопје до старата Скопска чаршија, во која што ќе се најдат и 3 подземни улици. Дом во сите општини во Македонија ќе се залага за намалување на сметките за потрошена електрична енергија, преку субвенционирање на домаќинствата кои ќе вложат во инсталација од обновливи извори на енергија или ќе сакаат да ја подобрат енергетската ефикасност во нивните објекти. На овој начин сметките може да се намалат од 50 до 80%.
Истото се однесува и на објектите од јавен карактер, болници, училишта, градинки, за кои се предвидува енергетска санација, изјави Александар Андјушев од Дом. За реализирање на таа цел ќе бидат отворени канцеларии во општините во кои ќе се едуцираат и обучуваат кадри, кои ќе бидат инволвирани во остварувањето на зацртаната цел. Со ова ќе се потпомогне да се креираат нови зелени работни места во енергетиката и во градежништвото. Во населбата Дексијан во општината Ѓорче Петров на местото на постојната градинка ќе никне нова во која ќе бидат згрижени 200 дечиња, вети кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Сокол Митровски. Кандидатот за градоначалник од СДСМ за општина Карпош Андреј Петров пак вети донација на уште едно живеалиште во зоолошката градина и претворање на Карпош во најмалку загадена општина во градот. Додека па кандидатот за градоначалник од СДСМ за општина Центар Андреј Жерновски вети енергетски ефикасни фасади на сите училишта и на над 60 колективни стамбени објекти во населбата Пролет. Ивана Митковска. Кандидатите за градоначалници на општините Центар, Карпош и Ѓорче Петров, Жерновски, Петров и Митровски како дел од нивните изборни кампањи ветија проекти од големо значење за нивните жители. Кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за општината Карпош Андреј Петров изјави дека целта во неговиот мандат за кој се кандидира ќе биде почитување на основните начела на урбанистичкото планирање, како и спротивставување на дебармализацијата на Карпош, односно враќање на природата во оваа општина, со нови зелени површини, паркови и шеталишта, а за најмалите вети и донација на уште едно живеалиште во зоолошката градина. Едноставно да направиме подобар амбиент за живот и да ја спречиме дебармализацијата на Карпош и наместо скапиот бетон и борбата за профит да инвестираме во здравата иднина за нашите најмлади, меѓутоа и за нашите повозрасни. Најавувам дека за нашите најмлади во зоолошката градина ќе направиме уште една донација на уште еден голем проект, на уште едно живеалиште кое ќе служи за забава и за рекреација на нашите најмлади. Кандидатот за градоначалник на Центар од редовите на СДСМ Андреј Жерновски пак најави енергетски ефикасни фасади на сите училишта, предучилишни образовни институции и на 60 колективни стамбени објекти во една од најстарите скопски општини, општината Пролет. За 4 години сакаме да опфатиме над 60 колективни стамбени згради. За штедата која што ќе ја добијат граѓаните ќе се движи некаде, односно намалената сметка ќе биде од 25 до 30%. Се разбира, тоа ќе биде добра вест за граѓаните на општина Центар. И додека Жерновски и Петров од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ветуваат енергетски ефикасни фасади на сите училишта во Центар и донација на нови живеалишта во зоолошката градина. Кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН за општината Ѓорче Петров Сокол Митровски најави изградба на нова детска градинка со капацитет за згрижување на 200 деца на местото на постојната Кокиче во населбата Дексион. Оваа градинка која е планирана општината Ѓорче Петров заедно со ресорното министерство направивме проект. Проектот е веќе доставен до Министерството за труд и социјала. Се надеваме дека до крајот на овој мандат оваа градинка целосно ќе биде обновена, изградена и дадена во функција на граѓаните на општината Ѓорче Петров. Градинката треба да биде готова најдоцна до 2016 година, а во периодот додека се гради новата градинка, децата кои сега се тука згрижени ќе бидат разместени во други детски градинки, но и во адаптирани простории во новото училиште кое се гради во овој дел од општината Ѓорче Петров. Кој се дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје, дознаете од следниот прилог. Во домот на РМ вечерва од 20 часот Македонската филхармонија ќе го одржи вториот концерт од циклусот Лауреати. Од 20 часот во музеот на град Скопје се отвора изложбата на Киро Урдин Франкофонија Планетариум. Вечерва во Чаршиска книжарница се одржува проекција на 5 нови новинарски истражувачки видеостории за капиталните проекти во Скопје. Представата Животот на Молиер од Михаил Булгаков се изведува вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот во режија на Александар Поповски. Представата Зрното грашок и принцезата, која е работена со многу љубов и знаење за тоа што треба да биде и да содржи куклена представа, се изведува вечерва во театарот за деца и младинци. Италијанскиот филм Никој не може да ми суди се прикажува вечерва од 20 часот во кинотека на Македонија. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт.
Тимовите на Бајер Минхен и Малага се последните екипи кои изборија пласман во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Актуел, Адел повеќе нема да живее под кирија. Тимовите на Бајер Минхен и Малага се последните екипи кои изборија пласман во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Веднаш по рекламите Томислав Атанасовски ќе ви информира и за останатите спортски случувања.